вчера една добра риба, инаку политички аналитичар, американка, која што моментов, не знам, живее, се наоѓа во Сараево, збореше и го гледав целото интервју. И меѓу другото, инаку анти-Трампе, нешто демократка е некоја, но не битно тоа, важно е она што го кажа на интервјуто. Рече вака, рече капацитетите на Европската Унија се целосно затворени за ново проширување. Фактички дека Европската Унија ниту има капацитет у моментов, ниту размислува на проширување на Унијата. И меѓу другото не спомна и нас како држава и рече вака, ќе ја парафразирам, извинете што не извадив точен цитат, но ова е парафразата, вели во смисла дека еве дуриш голема штета за Македонија, што направи такви огромни отстапки, ги исполнува, вели, условите за влез во ЕУ, направи се за да го добие статусот членка на ЕУ и вика, го направи, вика, и најголемиот компромис со сите име сменја, но вика не беше испочитувана, тоест беше излажано, тоест ниту имаа намера, вика, да ја примат, затоа што, вика, после, вика, следеа нови барања, вика, од нивни соседи, да сменат и други работи, што, вика, јасно покажува се ова, јас сум го кажувал и порано, дека фактички беа во спрега Европската Унија и незината членка Бугарија да се смислуваат претходно Грција, да се смислуваат нови и нови барања само за да се нешто што ја одговараше на Европската Унија за да не го отпочне тој процес на проширување. Тоест не имаа намера да го почне. Фактички ова американка, очигледно шом е политички аналитичар, специјалист за внатрешните состојби во Америка и така натаму, не знам како ја најави новинаров, фактички многу точно ги опише работите. Втора работа, она што се случи после скандалозната средба помеѓу Зеленски и Трамп, доволно зборува дека Украина, тоест Европската Унија, нема намера да го одврати Трампот, да го одврати Зеленски од трасата кон катастрофата на која што се наоѓа, неговата национална катастрофа и лична, ако сакате. Затоа што веднаш по таа средба, каде што беше испратен, буквално избркан од Белата куќа, значи испратен, не знаеше каде е вратата од джипот која влагаше, ако ја видовте таа снимка која што е нели стана вирална, само една плавуша го испраќа тука на влез, му се насмеа онака, демек немаше никој кој да го испрати до джипот. Беше тотално збунет, дезориентиран, веднаш потоа замина во Лондон, каде што се сетна, не знам зашто, нели Британија излезе од ЕУ, сега нешто и доаѓа тамо, нешто овие ЕУ чаушиве дојда у Британија да разговараат за нова настанатата ситуација, за тоа што Трамп и Америка почна да го врти грбот на ЕУ, почна отворено да покажува дека повеќе не ја гледа како сојузник и како опашка на која што мора да ја помага нон-стоп, да ја одржува во форма, во живот и така натаму. Зеленски отиде кај во Британија на состанокот на чаушите на Европската Унија, каде што беше најпријателски пречекан, дури препријателски би рекол, од британскиот премиер. Па тоа гушкање, па тоа heavy petting, па љубење, викам дали да продолжам да гледам да видам кој кога ќе му го закачи, толку нежно се гушка. Што во меѓу редови многу зборува за ставот, позицијата што има во моментот во Европската Унија, дека нема намера да
да го одврати Зеленски од војната во Украина, тоест да го натера да седне на мировни преговори. Згора на се, состанокот во Лондон беше и со цел, тоа беше првата точка на дневниот ред, се разговараше за безбедносните аспекти на Европската Унија и како во иднина европските лидери да се постават и да ја подобрат, зголемат безбедноста на Европската Унија, нели, на тој западот, нели, европски. Од кого се бранат само они знаат, од каде толку јас би рекол непримерен и нелогичен страф од Русија, затоа што Путин ниту имал аспирации да тргне кон Берлин или кон Париз, ниту па тоа го има сонувано неговиот најлош кошмар, а не да му биде план или да направи таква работа. Но они се знаат, се работи, значи само сега што се однесува до Европската Унија, се работи само за обид за чист профит, да се влезе во тие мировни преговори веројатно и да се земе дел од колачот наречен Украина, мада за нив нема да остане некој голем дел. Нормално Трамп си го бара своето, 350 милиарди што се дадени на Украина за да биде во војна со Русија, да ја одржува војната машинерија, мора да бидат вратени, се бара територии, бара рудни богатства, но да видиме од сето тоа што ќе излезе. Од друга страна, Путин покажа дека излезе како победник од цела оваа работа, иако точно е Русија сите своји цели со војната, со својата инвазија на Украина не ги оствари сите цели, но оствари голем дел од нив, па затоа сето ова сега што се случува во моментов, благодарение на дезориентираноста, изгубеноста, стравот кај членките на Европската Унија, Путин мислам дека ова ќе го искористи уште повеќе да тргне пожестоко сега оваа пролет, да земе тоа што смета дека уште недостасува, за да направи уште подобри преговарачки позиции кога ќе почне мировниот процес, а тој секако ќе почне. Ова го зборувам пак од позицијата, ти кажувам, Керко, сети се снаа. Слушнав една изјава на друг челник од на еден лидер од една членка на Европската Унија, кај што недвосмислено кажа дека ова што сега го прави Унијата, како ги носи одлуките, дека се тоа одлуки на најобични чиновници, она што сум го зборил и порано, а чиновници се затоа што тие фон дер Лајен, а чиновници се од проста причина затоа што не се избрани на избори, или преку директна демократија, туку се назначуваат меѓу себе во некои тамо високи ешалони на моќ во таа европска бирократија. Така што нивното мешање во суверенитетот одлуките на нивните членки у поглед на круцијални прашања, особено ние што се поврзани за безбедноста, апсолутно се неприфатливи за некои лидери на некои членки во ЕУ, и тоа почнаа се погласно да го коментираат, дека немаат право бюрократи да одлучуваат за судбините на народите на нивните членки, тоа е за нивните членки кои што не се согласуваат околу некои круцијални прашања, особено ние поврзани за војната во Украина и безбедноста на членките на Европската Унија и на самата Унија. Ова покажува уште една огромна разединетост меѓу членките на Европската Унија. Секој дува во својата тиква, јас би рекол, и мислам дека тука некаде е почетокот на крајот на Унијата,
кое што нема ни Д од демократска, незините принципи на владење не се демократски, незините вредности кои што ги промовира со, не знам, копенхашки критериуми, вакви критериуми, накви критериуми, поврзани со човековите права, правата на самоопределување, правото на ова, правото на она, не се почитуваат, токму од незини членки. Самата Унија е донесена пред економски колапс, без разлика што они велат дека се самоодржливи и дека можат без Америка, ќе ги видиме колку можат без Америка. Америка полека ги напушта сите билатерални, трилатерални и сите други комбинации што ги имала со членки на Европската Унија, со самата Унија. Тоа значи дека Унијата ќе биде препуштена сама на себе. А како изгледа кога Европската Унија е препуштена самата на себе, кога се однесува, кога делува без цврстата рука на Соединетите Американски држави? Тоа може да го видите во многу примери низ историјата, каде што биле тотално, како и сега, тотално немоćни, тотално дезориентирани, збунети, неспособни да реагираат и да менаџираат поголеми кризи. Освен оној дел кај што треба да се подели колачот, парите, кога се во прашање, нели, 4-5 најголеми членки во Европската Унија, за кои што Европската Унија и функционира практично. Другиве се тука само да штрбнат од колачот, од тие одредени фондови, но главната игранка се случува меѓу 3-4 земји во Унијата и тоа е толку. Фактички таа Унија постои најмногу и за нив. Они се најголеми профитери од постоењето на таа Унија. Како што реков, ова го кажувам од позиција на, ви кажувам, Керко сети се снал, затоа ги кажав овие работи. Особено на првата за ова американската аналитичарка, политички аналитичар, која што без разлика на тоа што е добра риба, многу внимателно ја следев и многу беше недвосмислена, многу прагматична, како што знаат американците да бидат прагматични, и мислам дека тоа што го кажа е 100% точно. Од тој аспект, нашата власт треба полека да заборави на тие три прекомбинации, договори, преговори со бугарите. Бугарите во уставот не смее да се внесат под било какви уцени, ултиматуми што доаѓаат од Бугарија, особено во ситуација кога е се повеќе од јасно дека од проширувањето на Унијата нема ништо. Од тој аспект нема зошто ние да отвораме, да менуваме устав за да влезат шака луѓе тама кои што се нарекуваат бугари, за да бидат дел од уставот и кои што практично знаеме под чија диригентска палка и го бараат тоа и зошто го бараат тоа. Да не се повторуваме. Од тој аспект го разбирам Мицковски, он бара, тоа ми е многу интересантно, пошто човекот многу у суштина е духовит, пошто му сум гледал и други изјави, кога вика, важи ќе ги примиме бугарите уставот, ама бараме гаранции од Унијата дека тоа ќе биде нивно последно барање, дека после тоа нема да имаат барања. Мицковски тоа убаво им го плеска, им го каже многу така културно. Уствари им каже, откачете се, пошто е свесен дека Европската Унија е неспособна да ги даде тие гаранции. Знае дека не сака да ги даде тие гаранции. Знае дека не може да ги даде тие гаранции. Знае дека нема капацитет да ги даде тие гаранции. И затоа ги бара. Затоа што никој тоа не може да му го потпише и да му каже. И нормално затоа ги бара да купи време, да ова, да она, да.
олабави тензија малце вамо тамо, но битно е што мислам дека нашата власт сваќа дека преговарање со ѓаволот нема, дека било каква отстапка у поглед на ѓаволот ќе заврши, ќе ни се удри нас од глава, ќе биде по наша голема штета, затоа што фактички она што се бара од нас се само отстапки што ние треба да ги направиме, а другите страни воопшто не се обврзани да ги прават. Тоа нема врска тоа нема никаква врска со одредени договори. Тоа е чист ултиматум и се знае суверена држава на таков ултиматум како треба да одговори, резолутно да каже не, чао, пријатно, fuck off на енглески ако сакате. И имајќи ги сите овие работи во предвид, овие околности кои што го страотно брзо го менуваат светот околу нас, Македонија со полно право треба да си држи на своето, да си врати дел од суверенитетот што го има отстапено на одредени бирократи, чиновници, ќе кажам, кои што сакаат тука да командуваат, особено сега кога Америка малце ќе отстапи од приказната, малце ќе земе дистанца, малце ќе отвори прозор да се пролуфтираат некои работи. Тоа е моментот кај што Македонија мора да посегне по голем дел од својот суверенитет што ги има отстапено на одредени чиновници од Европската унија. Да им каже slow down, полека, вашето до тука, понатака не смеете да се мешате, наше право е како ќе се викаме, како ќе се самоопределуваме и како сакаме да се представиме во светот. И тоа е основното темелно човеково право во Европската унија, правото на самоопределување. Никој не може да ми каже јас како треба да се викам. Никој не може да ми нареди како јас ќе си ја следам дом од државата, каков мебел ќе ставам, дали ќе кречам, дали ќе менјам инсталации, дали ќе стругам паркет, дали ќе... Никој не може да ми каже. Да, денеска многу земји, особено од Балканот, па и од светот, тоа беше идејата на глобализмот, и мислам дека неговата најголема грешка што го роди она зрно на катастрофа, поради кое што ќе се распадне цел тој глобалистички систем, особено на Европската унија, кога побара на сметка на некоја глобална коекзистенција, мир, не знам шо, безбедност, да го отстапите суверенитетот како држави со национални матрици. Но, како што рече ова американката, која што е многу добра риба, Македонија направи преголеми отстапки. И пак беше измамена. Да учиме од собствените грешки, тоа не смее да се повтори сега како никогаш претходно последниве 30 години. Тоест, откако станавме самостојна држава, никогаш како претходно немаме шанса да се направиме собственици, тоест да си го средиме својот дом по наша визија, по наш кејф, да не дозволуваме некој друг да ни го средува. Во тој контекст можете комотно ВМРО ДПМН со вашите коалициони партнери полека на рад да размислувате како во наредниот период ќе вратите, ќе поправите онаа штета што направи оние ретардирани од социјалдемократскиот сојуз, кога буквално го фрлија македонскиот народ на колена и уживаа да го гледаат на колена, додека беше понижуван од целиот свет и додека смени
И имаа намера да го сменат идентитетот и историјата и све, само за љубов на бугарите и за нивната идиотска потреба да се додворат пред Европската Унија, да им го зафафаат многу јако, за евентуално да бидат примени, но тоа ништо не се случи. Ова е ретка можност македонските власти полека, многу мудро, да не се обзираат околу себе, да си тргнат во тој процес, во таа авантура на поправање на грешките на предавниците од Социјалдемократскиот сојуз, на националната трагедија што направија, да се обидат да ги санираат тие грешки, да ги раскинат договорите со Бугарија, наводници за пријателство што беше и со Грција, и да го вратат уставното име полека, затоа што нема ни од кого да се плашите. Реков еднаш, сега ќе кажам пак, тие од кои што се плашите се најобични пичкетини кои што не знаат кај тераат и кои за свој интерес би си ја отрули собствената мајка само за да и собствените деца само за да профитираат. Повторно си го гушка Зеленски таму тоа, како се вика, Даунинг Стрит у Лондон, си го гушка, ќе опратат пак назад, да продолжи да војува против Русија, да загинат уште неколку десетици или стотина илјади луѓе, се со цел да Трамп да им дозволи да седнат на преговарачка маса со него и со Путин. Тоа не е исклучено дека сепак ќе попушти Трамп, ќе им дозволи да седна со нив на маса, но цената што ќе ја плати Украина ќе биде огромна. Затоа секое наше преговарање со Унијата е на наша штета. Секое наше преговарање со Бугарија е на наша штета. Со Грција видовме дека е на наша штета. Иако нашиве лујки и дилајли тоа ништо не им значи, тие понатака ќе одат, ќе прават шопинзи у Солун, ќе пијат кафе у Солун, ќе ова, ќе она, ќе идат на ќе се вика. Но веќе тоа е безпредметно да се збори за нашиот чувство на достоинство што го имаме како народ. Затоа и полека почнавме да губиме се и се доведовме у ситуација да смениме и ова, и она, затоа што очигледно менталитетот на тие генерации што го менуваа сето тоа, значи вклучувајќи е мојата, беше таков да секојаш им беше поважно да испијат кафе у Солун отколку да си ги заштитат, да си ја заштитат иднината на своите деца и да го сочуваат аманетот и почита кон нивните предци, кои што замислете какви будали биле гинале да еден ден Македонија да добие своја држава. И народот да биде препознат и признаен и прифатен во големето семејство на народите. Но тука не може да се делува, тоа се, ви велам, тоа се луѓе со таков менталитет, кои што биолошки, кои ќе се исчистат за 10, 20, 30 години, се надевам дека новите генерации кои што доаѓаат по нас, кои што ги оставаме, дека ќе имаат многу поголемо чувство и многу поголемо достоинство отколку што имавме ние. Затоа само напред, главата горе, не се обзирајте околу вас, држете си до себе, во моментов, во светов, правилата на игра се така сменети, што само треба да влеземе во таа нова игра, да почнеме да играме по тие правила, да се правиме на тошо и да си го туркаме своето. Во ваква ситуација, никој
нема да се занимава со нас, ниту да си земе право да ни направи некоја штета ако си го вратиме дел од суверенитетот. Може да се обидат да направат штета, но мислам дека тоа нема да биде со долг рок на трајање, затоа што си имаат они многу поголеми проблеми. Ние во моментов има многу поголеми проблеми. Со мигрантите, кои што се веќе во Франција 12% од популацијата, во Германија исто, на сметка во скандинавските земји исто, на сметка на тоа секаде масовно се зголемуваат со членство екстремните десни партии, кои што може да се подведат под категоријата неофашистички. Безбедносната ситуација има катастрофа, која видоа дека Америка го призна Путин како нуклеарна сила број 1 во моментот. Тоа се луѓе од администрацијата на Трамп. И они се сега преплашени. Особено што се оставени самите на себе и што се наоѓаат во економска ситуација таква каква што се наоѓаат. Со армија невработени, со проблеми, штрајкови, плати ниски, паднат животен стандард, секој ден се штрајкува. Секој ден. Така што многу е важно сега да се покажеме дека сме тврд орев, да држиме до себе и да си го тераме своето. Никој кај нас векови наназад не дошол да ни направи добро. Сите доаѓале да ни направат зло, а ако да не видам толку оваков строг, голем дел од нив доаѓале да направи зло, ние сме ги пречекуеле со леп сол и сладко од смокви, рецимо. А ретко кој од тие странци кои што доаѓале овде тоа го заслужил и доаѓал со добри намери. Така што, гледате си го патот и ич. Да не ве боли.